Работиме за најголемите светски музички издавачки куќи, најголемите музички имиња во светот. Работевме за Ed Sheeran, работевме за Drake, Jason Derulo, Sir Elton John, Drake, Cardi B, Kanye West, буквално за сите оние кои што се во музичката индустрија. Практикантите се составен дел од она што Каја е како фирма од самиот почеток, затоа што уште како млада фирма, како стартап имавме потреба од луѓе кои што ќе учат она што ние го работиме и она што и ние имаме потреба, затоа што во Македонија во формален образовен процес не постои едукација за она што ние го работиме. 99% од луѓето кои што се вработени кај нас поминале низ обука која што е спроведена од нас. За да се стане практикант во Sky Entertainment треба да се поседуваат изградени естетски вредности, тоа е она што не е пресудно. Се друго веруваме дека се учи, целиот софтвер, така да не мора да се има претходно знаење. Ни требаат период некој од 3 до 6 месеци во кој што практикантот ќе добие доволно знаење да стане джуниор артист и да почне да работи на проекти. Моето искуство со продукцијската куќа многу е добро затоа што научив премногу за многу краток период. Напредувам многу брзо, дури сум изненаден од самиот себе. Тука сум веќе 2 месеци и се надевам после практиканство дека ќе исполнам критериумите и ќе станам дел од тимот. Презадоволни сме од практикантот, многу брзо ги совладува сите оние туторијали и вежби кои што му се дадени од нашиот тим за едукација. Очекувам доста брзо да влезе и во процес на производство, во продукција и да стане дел од нашиот джуниор тим на артисти, што значи и негово вработување. Ни требаат нови млади луѓе кои што се подготвени да учат и да создаваат видеа кои што ќе остават белег во светската музичка сцена. Најчесто младите лица до 29 години беа анкетирани со флаери, различни други материјали, низ локалните кафичи, низ Неготино. Огласот за практиканство го најдов во АВРМ, потоа стапив во контакт со фирмата, дојдов на разговор и ме селектираа за да почнем со практиканство. Исто така беа контактирани преку телефонски броеви или од пријател на пријател. Но исто и од голема помош ни беше и центарот на АВРСМ Неготино, кој што ни дадоа база на податоци за млади лица до 29 години, кои што можеме да ги исконтактираме и да ги запознаеме со мерката практиканство. Мојата порака до младите е да што повеќе да почнат да истражуваат, да учат, да наоѓаат нов начин на кој може да се искажат да се приклучат на некои програми за практиканство кои што имаат повеќе можности да си го најдат својот пат.